Во Велес недостига квалификуван кадар, кој представува најголем проблем за велешките стопанственици. Ова е ставот на регионалната стопанска комора. Оттаму велат дека се поретко се наоѓаат луѓе кои ќе одговорат на потребите од техничките струки. Од факултетите и училиштата за технички науки излегуваат кадри со недоволни знаења во областите, вели претседателот на регионалната комора Трајче Трајков. Правите мајстори што ние досега ги имаме од техничките струки се помалку ги има, а такви лица се помалку се запишуваат на нашите училишта. Значи ние денеска мора да направиме некоја стратегија да стопанството навистина добива кадри од техничките струки со кои може да се движат производствените погони. Со цел да се надмине овој проблем, кој веќе подолго време е присутен во нашата држава, Агенцијата за вработување на Македонија и Министерството за труд и социјална политика спроведуваат проекти за откривање на потребите на стопанствениците преку организирање на форуми со работодавачите. Целта е размена на идеи и предлози како да се подобри конкурентноста на фирмите и поттикнување на нови вработувања. Презентирани се и програмите за намалување на невработеноста. Да ги слушнеме нивните потреби, од какви активни мерки имаат потреба да создадеме, кои што ќе бидат инкорпорирани во оперативниот план за вработување, така да во иднина и Министерството за труд и социјална политика и агенцијата ќе организира вакви собири во кои што директно сакаме од работодачите да се оснаеме дали сме на вистинскиот пат со самите активни мерки, дали сме на погрешен пат или каква активна мерка им треба конкретно за нивниот бизнис. Овој проект Агенцијата за вработување на Република Македонија и Министерството за труд и социјала го реализираат во соработка со локалните власти. Нивна задача е да ги повикаат стопанствениците. Во Велес за овој форум имаше заинтересирано само 20 велешки стопанственици. Ние денеска го организираме сиот овој настан со повикувањето на стопанствениците токму она за да го чуат што е потребно за понатамашниот развој на нивните бизниси, што е она позитивно и што треба да се догради во наредниот период при преземање на мерките од владата на Република Македонија. Агенцијата за вработување утврдиле дека на пазарот на труд се зголемува бројот на невработени лица со завршено техничко образование. Сепак неголемиот дел од нив, освен теоретско знаење, не поседуваат никакво практично искуство. За стекнување на практичното искуство, Агенцијата за вработување апелира до сите стопанственици да дозволат практичната настава студентите и учениците да извршуваат во нивните компании. Мора да изедат начин како да техничките струки повеќе бидат офатени, значи таму да одат квалитетни кадри, а не да се запишуваат тие што не можат да се запишат на другите факултети. Значи ние крај крајва пак ќе добиеме некој кадар кој не е соодветен на да ги исполни барањата што ги бара стопанството. Она што е најбитната работа, тоа е праксата, треба да се направи. Затоа и овие форуми што ги правиме ќе биде еден во иднина ќе биде форуми во кои што ќе побараме од работодачите да ги отворат своите врати, да ги пратиме овие млади лица кои што се на техничките училишта, средни или факултети, пред дипломирање кај факултетите да поминат едно 6 месеци континуирана пракса, така да бидат сигурни дека во иднина тие ќе бидат и избрани да работат во таа компанија. Едноставно да ги продуцираме кадрите во онаа насока во која што има потреба бизнес заедницата. Форуми со работодавачите се организираат скоро во сите општини во државата. Сите идеи кои ќе бидат слушнати од стопанствениците ќе бидат вметнати во оперативниот план со мерки и програми за вработување во идната година.